Македонија во изминативе неколку години доживеа вистинска експлозија на инвестиции во фотонапонски електрани. Зелената транзиција се претвори во енергетски бум, со стотици нови соларни централи, милионски инвестиции и силна поддршка од банките. Но денес, неколку години подоцна, дел од инвеститорите предупредуваат дека секторот влегува во сериозна криза. Цените на електричната енергија на берзите во одредени часови паѓаат на нула, па одат дури и во минус. Дел од фотонапонските централи работат со загуби, а расте стравот дека проблемот може да се прелее и во банкарскиот сектор, кој масовно ја кредитираше зелената енергија. Дали Македонија направи соларна експанзија без соодветна соларна стратегија? Дали е создаден соларен меур? Зошто институциите молчат иако се засегнати стотици, можеби и над 1000 фотонапонски електрани? И дали кризата во обновливи извори значи дека Европа почнува да ја преиспитува сопствената зелена агенда? На овие прашања и дилеми денеска да си кажеме со Далибор Стоевски од Комората за енергетика при Сојузот на стопански комори на Македонија и долгогодишен енергетски експерт. Господине Стоевски, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов. Како што кажав и во најавата, Македонија последниве години доживеа вистинска експлозија на фотонапонски инвестиции. Денес слушаме дека дел од секторот е во сериозни проблеми. Колку е навистина критична состојбата со оглед на тоа што во Комората за енергетика при Сојузот на стопански комори на Македонија членуваат, предпоставувам, дел од овие правни субјекти кои работат со фотонапонски со волтаици. Да, фотонапонски електрани. Да, не е сјајна ситуацијата. Фактот е дека во Македонија се суперпонираат два проблеми. Добро. Едниот е преголемиот, односно поголемиот инсталиран производен капацитет на фотонапонски електрани во однос на потрошувачката на Македонија. А другиот е воведувањето на СИБАМот, тоа е Carbon Border Adjustment механизам, закон донесен од Европската унија кој стапи на сила во на 1 јануари 2026 година, значи на почетокот на годинава. Накратко сега само да ги објаснам. Ајде ги објасниме во детали. Дали ова значи дека, поради, како што рековте, во моментов се сретнуваат во Македонија два големи сериозни предизвици или проблеми? Едно е новата европска регулатива, а второ е тоа што е инсталиран преголем капацитет, поголем од она што се реални потреби и потрошувачка. Дали на овој начин може да зборуваме дека низ годиниве се создал соларен меур во енергетиката во Македонија? Или балон, како што популарно се нарекува, како што имало финансиски и во други сектори, дали сега е создаден соларен меур во енергетиката? Кој може да пукне? Да, не би го рекол балон. Генерално поставувањето, инвестирањето во зелена енергија е согласно зелената агенда на Европската унија, така да Македонија не е ништо поразлична од западните држави, каде да го кажем истиот проблем се соочуваат и тие држави. Но разликата во Македонија е што голем број од овие производни постројки, збориме за фотонапонските електрани, се инвестирани од инвеститори кои што донеде бизнис одлука базирана, да кажам, базирана на бизнис план, не подкрепен со долгорочен договор за продажба на електрична енергија. Туку се базирани на продажба на електрична енергија на берзата ден напред. До јануари 2026 година референтна берза за Македонија беше Хупексот, Hungarian Power Exchange, од 1 јануари референтна е МЕМО. Така да берзата дејаќет подразбира креирање на цената по која што се продава и произведува електричната енергија и купува ден за ден, денес за утре, утре за утре и така натаму. Додека на запад голем дел од овие постројки имаат подпишано долгорочни договори за продажба на електрична енергија по некоја фиксна цена. Сакате да кажете дека главни виновници или одговорни за проблемот се самите инвеститори, што врз база на бизнис план граделе, отварале фотонапонски електрани, без при тоа да имаат долгорочни договори? Не, ако ве разбрав добро. Да ги категоризираме како виновници не, но фактот е дека голем дел од овие, најголем дел од овие, се изградени баш на тој модел. Продажба на електрична енергија ден за ден. Дали тука не треба да бидат засегнати, односно прашани, веројатно, дел од проблемот и регулаторите, односно државата, оние кои ја поставуваат рамката, или да го преформулирам прашањето, дали Македонија низ годиниве направи соларна експанзија без соодветна соларна стратегија? Не е веројатно прашање само на инвеститорите, колку и како ќе се гради и што ќе се гради? Државата, според мене, може да ги пружи само пазарните инструменти, достапните пазарни инструменти и да ги креира регулаторните политики. Дали се креирани регулаторните политики? Генерално да, има работи кои што може да се подобрат. Добро. Ајде да одиме со ред. Колку фотонапонски капацитети реално може да издржи македонскиот електроенергетски систем?
Имате ли прилика вака? Македонија како Македонија, зависно од периодот на потрошувачка, знаете, профилот на потрошувачка е динамичен, варира во текот на денот на часовно ниво. Генерално апроксимирам период, еве сега моментално додека збориме, потрошувачката на Македонија нека е помеѓу 400 и 500 мегават часа на час. Во овој час конкретно сега. А имам инсталиран А капацитет? инсталираниот производен капацитет од соларките официјално за 2025 година мислам дека беше околу 1000 мегавати, но сигурно од годинава, од јануари годинава се влезе на уштество, значи околу 1100-1200 мегавати инсталиран капацитет. И тоа значи на максимално сончево зрачење, а сега сме пролет лето, има сонце. Производството ќе биде 1200 мегават часа во овој час, а потрошувачката ќе биде 500 мегават часа. Значи имаме 2,5 пати Скоро двојно повеќе, односно повеќе од двојно, значи скоро 2/3 повеќе. Да, поголемо производство, поголемо капацитет во однос на потрошувачката. Дали можам да го свртам прашањето од другата страна, односно не се наметнува врз база на ова што го кажувате сега, дека имаме речиси 2/3 повеќе инсталиран капацитет од реалната потреба, дека државата дозволила пребргу и неконтролирано издавање на дозволи за приклучоци. Сепак на крај тоа е прашање на регулаторната комисија, односно на државата. Знаете, тие се приватни инвестиции. Добро. Ако некој решил да инвестира, Не може да го запре никој. си Мора да има ред, си веројатно, има нели? услови под кои треба да се инвестира. Добро. Не знам, обезбедување на парцела, урбанизации, обезбедување на приклучок, добивање на лиценца. Но сепак на крај инвестицијската одлука ја носи самиот инвеститор. Добро, но ако институциите знаеле во Македонија, веројатно некој знае за ова, дека имаме помала потреба отколку што имаме инсталиран капацитет. И дека мрежата и пазарот не можат да абсорбираат толкав капацитет. Зошто продолжија низ годиниве, а и сега имам информации дека во моментов продолжуваат да се издаваат дозволи. Ако е сватено на база на ниво на држава дека имаме премногу фотонапонски електрани, а немаме толкава потреба. Тука доаѓа вториот проблем во введувањето на ЦБАМот, на јаглеродниот данок на Европската унија. Значи, и до јануари беше горе-доле истата ситуација, инсталиран капацитет 1000 мегавати, потрошувачка 500 мегавати, но тогаш електричната енергија од Македонија можеше слободно да се извезува во соседните држави. Тука се Србија, Косово и Европска унија, Бугарија и Грција. Со воведувањето на ЦБАМот од 1 јануари, извозот на електрична енергија од Македонија во ЕУ државите, дали е Бугарија или Грција, без зависност дали е зелена енергија, сива енергија, црна енергија, подлежи на плаќање на CO2, под услови да не се докаже нејзиното потекло. Добро, ќе сакам да ми го објасните ЦБАМот малку подоцна во емисијава. Сакам да прашам уште во овој дел на условно кажано стратегија некаква. Вие велите во пазарна економија никој не може да го ограничи, некој ако сака да инвестира. Меѓутоа рамката мора да биде поставена од државата, од регулаторот на некој начин. И еве повторно јас би прашал кој најмногу потврли според вас? Државата, регулаторот, пазарот или инвеститорите? Веројатно вие ќе речете инвеститорите. Пазарот дефинитивно нема потврлено. Пазарот сам си се регулира, си се балансира. Државата мислам дека ги има пружено сите регулаторни алатки, не до крај сите пазарни инструменти, за тоа ќе дискутираме понатаму. Така. Но на крај одлуката е на инвеститорите. Добро, значи најмногу потврди инвеститорите. Во оваа ситуација, еве ќе дам типичен пример за Германија. Соларна електрана во Германија, збориме за Германија, која решила да инвестира и решило да потпише во моментот на инвестирање долгорочен договор за продажба на електрична енергија по некоја X цена, да кажеме 40 евра по мегават час, во овој период ќе направи многу повеќе профит во однос на високи цени на електрична енергија. Зашто? Минатиот викенд во Германија цената на електрична енергија беше минус 500 евра на мегават час. Значи, ем продавате електрична енергија, ем плаќате. Сега таа соларка, која што ја продала однапред, струјата ќе кажам, по 40 евра, и ја произведува по нула, нели, од Господ ни е сонцето, наместо да ја произведува по нула и да прави 40 минус 0, 40 евра профит, собственикот ќе изгаси соларката, ќе откупи ефтина електрична енергија по минус 500 и ќе направи 40 плюс 500, 540 евра на мегават час профит. Така да овие времења се и можност за инвеститорите. Дали во Македонија тоа е регулирано и можност да се оди цената во минус? На мемо нема минус уште. Уште не е административно е регулирана на нула. Зошто зошто државата не дозволи како е во Германија да се прават профити? Мислам дека е поврзано со даночните закони, не сум сигурен, но знам дека во Србија неодамна беше воведена негативната цена, така да веројатно и во скоро време во Македонија ќе биде тоа.
Добро, мислите дека генерално и Европа е преплавена со соларна енергија? Минус 500 евра на мегават час. Во Германија. Во Ова што го Германија, спомнавте. да. Како го решаваат другите земји, еве на пример околните, не мора Германија. Германија рековте со минус и со долгорочни договори. Во Македонија може да се прават долгорочни договори за откуп на струја? Со воведувањето на ЦЕБАМот е компликација за откупувачите. Во моментот кога ќе се тргне ЦЕБАМот, има компании кои што даваат такви долгорочни договори за откуп. Добро, вие како Комора за енергетика сте под притисок на вашите членки нешто да преземете? Да. Што очекуваат вашите членки од вас? Како Комора? Очекуваат решавање на проблемите. Кои се можни решенија кои вие ги заговарате или ги барате од надлежните? Да. Во која насока треба да дадат? Првото, според мене, главниот проблем е да се релаксира пазарот, односно да се отворат границите, да може непречено зелената енергија да се извезува на европските, на ЕУ пазарите. Што е услов за тоа? Услов за тоа е бидејќи ЦЕБАМот е во суштина регулатива на Европската унија. И само да појаснам, ЦЕБАМот не е регулатива која што се однесува само на електричната енергија, тука е и алуминиумот, челикот, водородот и уште неколку други сектори. И не се однесува само на Балкан, туку е глобален. Се однесува и на Кина, и на Америка, и на Индија, и на сите други држави. Така да И сега во ист кош, зелената енергија од Македонија поради ЦЕБАМот на европските граници се третира исто како струја произведена од јаглен од Кина, да речем. Би кажал, не може лесно да се докаже дека зелена, не, со челикот од јаглен друго е тоа, но не може лесно да се докаже дека зелената енергија од соларката од Македонија е позелена во однос на електричната енергија од некоја, не знам, електрана која работи на јаглен од Македонија. Тоа е наш проблем како држава или е проблем на недоволна регулација од страна на Брисел? Тоа е наш проблем поради недоволно јасно дефинирана ЦЕБАМ регулатива, за која што буквално вчера најголемата трговска асоциација во Европа, Асоциација на трговци на електрична енергија, ЕФЕТ, упати барање до Брисел за појаснување на условите по кои што зелената енергија ќе се потврди дека е навистина зелена. Добро, дали Македонија доцни со воведување систем со кој парите од загадување би останувале дома наместо да ги плаќаме како казни кон Европската унија? Се спомнува нешто стручно кога се ја подготвува темата Carbon Pricing System. Македонија може да си воведе, па таа такса за струјата произведена со CO2, со јаглерод диоксид, да останува тука да се одданочуваат правните субјекти кои произведуваат струја со карбон диоксид, а не да ги прелеваме во Европската унија. Нали да на тој начин ќе заштедевме пари како држава? Едноставно одговора на прашањево, ЕСАМА како ЕСАМА, доминантен производител на струја во Македонија, неговата електрична енергија се троши во Македонија. Така да ЕСАМА не е многу изложен, конкретно РЕК Битола не е многу изложен на ЦЕБАМот. Напротив, зелените производители во Германија не плаќаат CO2. Тамо си има имплементиран EU ETS, Emission Trading System, каде што зелените производители се земени. ЦЕБАМот ги засега најмногу зелените производители од Македонија. Така да воведувањето на државен систем EU ETS, на државен нема да помогне. Нема да помогне. Добро, дали Македонија доцни со отворање кон европскиот пазар на струја и дали тоа денес ја чини државата десетици милиони евра? Зборувам тука за така како што се наречува вие енергетските експерти го нарекувате маркет каплинг со Грција. Интеграција со европскиот енергетски пазар. Генерално Македонија има многу ликвиден пазар на електрична енергија, одлични интерконекции со сите соседи, освен со Албанија, кој мислам дека се гради во моментот. Не знам до каде е маркет каплинг процесот, искрено. Но генерално пазарот на електрична енергија горе-доле на ниво на европските пазари. Зборам од аспект на регулатива и од аспект на пазарна поставеност. Има работи кои што може да се подобрат. Воведувањето на интраде пазарот на МЕМО од пред неколку дена е супер алатка. Паралелно со тоа, доцневме со тоа или на време? Како држава? Не би ги критикувал. Ние во 3 години МЕМО воведе берза Day-Ahead, воведе берза Intraday во 3 години. Така да мислам дека добро, оваа регулатива за карбон, ЦБАМ. Да. Се знаеше дека ќе стапи на сила од 1 јануари 2026? Се знаеше. Прашањето е што правела Македонија како држава во изминатите години? Зошто дури сега на ниво на неколку држави од регионот реагираат и бараат од Брисел појасно дефинирање? Што не направиле тоа претходно? Зошто се чекало до сега? Да се загрозат колку се повеќе од 1400 правни субјекти кои работат како фотонапонски електрани, па тоа да се прелие врз банкарскиот сектор за да се реагира. За вас како човек од бизнисот нели е малку нелогично, тоа е прашањето.
Цебамот е воведен, значи не само за електричност, за тој напоменав. Не е само струјата тука се многу други продукти кои што Македонија не ја засегат. Челикот, железото, алуминиумот. Од воведувањето на цебамот во 2023 година до 2026 година немаше никаква промена на цебамот. Зборам законска промена од страна на Европска Не, унија. јас зборувам за тој транзицијски период во кој Македонија имаше време да се прилагоди, да праша тоа што не е јасно, не ни е јасно и ќе ни направи проблем дома. Дали може појасно да се дефинира, да побара од Брисел тоа што сега го бараме, да го побаравме во изминатите 3 години, тоа ми е прашањето. Тоа ви го кажувам. Цебамот е нејасно регулиран и во однос на другите сектори. Така да веројатно многу поголеми држави за други работи се жалеле до Брисел, да немало измени. Буквално на 20 декември или 25, не ме фаќате за збор, 2025 година, беа донесени подзаконски дообјаснувања на цебамот од страна на Европската унија. Така да Оптимисти сте сега дека може нешто да се смени во Брисел во однос на овие барања, очекувања? се надевам. Во кој период би било Затоа што покрај тешкотијата кон обновливите извори, цебамот го ограничува и транзитот на електричната енергија. Македонија е историскиот транзитна држава. Зависно од поставеноста на цени на унгарската берза и грчката берза, ЕУ држави, електрична енергија низ Македонија иде или север-југ или југ-север. Поради цебамот тоа е генерално невозможно сега. Така да мислам дека има интерес и како Европската унија запнати да и го, заглавени сме. И ние и тој проток цел. да кажеме да. Добро, имате ли информација колку Македонија губи поради разликите помеѓу цените на Хупекс, на кои македонските производители беа упатени до пред некоја година? Лани има и можност на двете, а од оваа година се само на мемо, поради ограничениот извоз. Не би сакал да шпекулирам со Јас бројки. најдов некои искрено. бројки дека станува збор за десетици милиони евра загуба во изминатите месеци. Откако е стапен на Збориме за соларните електрани или збориме за соларните електрани поради разликата во цена Хупекс мемо. генерално и за Европа е актуелен првиот проблем што ви го кажав. Значи поголем инсталиран производен капацитет на обновливи во однос на потрошувачката. Така да не е сјајна ситуацијата и во Европа. Дека е повисока е сигурно на европските берзи. Но ви кажав, ете, Германија е минус 500 одредени периоди. Така да не верувам дека се во многу подобра ситуација. Меѓутоа германците се договори за долгоречен откуп и заработуваат и од тие минус 500. Да, За разлика од нашиве кои пропаѓаат и на цена нула, нели? Да. Добро. Тука доаѓа моментот на фьючерс берза. Фьючерс берза. Затоа нема услови уште во Македонија? Не е дефинирано се како што треба? Мислам дека се работи на поставување на таа берза. Значи тоа е берза на која што би се тргувале финансиски инструменти, со кои што и производителите, значи тука се сите производители, и гасни, и јагленови, и соларни, и ветерни, и потрошувачите, би имале може да си продаат, односно купат електрична енергија по фиксна цена, меѓусебно договорена, за недела, месец, квартал, година, 3 години, 5 години. Добро, може ли уште еднаш на скала од 1 до 10 да оцените колку е сериозен проблемот кога станува збор за соларната енергија во Македонија и производителите тие над 1000 што се засегнати? Како да ставам оценка? Па добре, Има сериозен проблем, тежок проблем се. Фактот е дека има цени на мемо нула. Тоа е транспарентно и може да се види. Дали голем број бизниси се пред банкрот? Ева вака директно ја прашам. Не знам дали се пред банкрот, зависи колку од инвестицијата е со сопствени средства, колку е со кредити од банките, но секако на 0 евра на мегават час инвестицијата не е. Имате ли впечаток дека премногу се молчи на темава? Вие сте прв соговорник, иако за ова се слуша изминатите неколку месеци, се обидував да разговарам со дел од тие производители кои имаат фотонапонски електрани, некако се плашат да зборуваат. Имаат проблем, а некако не се актуализира темава. Зошто е така? Како да нема интерес да се реши? Како да владее впечаток дека во изминатите години тие направија милиони, заработија многу од бесплатното сонце, сега и да пропаднат не е страшно. Го делите тој впечаток или не? Таква перцепција има создадена? Па зашто не се збори јавно, искрено не знам, веројатно не може да ги препознаат алатките кои што им се на располагање за да го решат проблемот. И за тоа тука доаѓа комората, институциите. Добро, ајде да зборуваме за алатките. Само претходно, бидејќи рековте голем дел, и јас најдов некој податок дека најмалку половина од средствата вложени како инвестиција, а станува збор за милионски суми, за изградба на тие фотонапонски кели, за поставување на волтаиците, се од банкарскиот сектор. Значи, постои ризик, и тоа реален, кризата да се префрли и во кај банките, поради кредитирањето на обновливите извори. Да, таа е следвеноста. Имате сознание дека веќе и во банките е вклучен алармот?
како Па бизнис мислам дека сектор? одредени банки веќе не се премногу заинтересирани да инвестираат во обновливи извори под овие услови на продажба на електрична енергија. Имате сознание конкретни дека се намалува или стопира кредитирањето кога станува збор за обновливи извори на енергија? Дали е стопира, не знам, но знам дека е намален интересот кај одредени банки. Добро, и сега тука доаѓаме до клучното прашање што ги зададе сега нашите гледачи. Да. Ако струјата произведена од фотоволтаици со денови е нула, во Европа е минус. Така. Зошто граѓаните и компаниите и натаму плаќаат висока цена за струја? Зошто сметката дома кога ќе ми стаса мене за струја не ми е нула, а цената на берза е нула? Како да го Затоа што- објасниме тоа? Вака, прво мислам дека е официјален податок по power purchased, по куповна моќ, како. Добро. По куповна моќ, цената на електрична енергија е меѓу најниските во Европа. Збориме за финалната цена која што ја плаќаме јас и вие Така. дома. Второ, компонентите кои што ја составуваат таа цена не е само цената на производството, туку има и многу други компоненти. Трето, електричната енергија да има цена нула во одредени сати, кога има сонце. Кога нема сонце, мора да има производство за да ја компензира потрошувачката и тука мора да се вклучат други типови на технологии. Јагленови електрани и гасни електрани кои што си имаат нивни трошоци за набавка на јаглен и на газ. Добро, ова држи се што говорите. Меѓутоа, зошто во тие часови пак кога имаме можност да произведеме 3 пати повеќе струја од фотонапонски електрани отколку што имаме реално потреба, не се исклучат хидроцентралите, не се исклучат централите на јаглен, не се исклучи РЕК. Например, од 9 до 2 додека има многу сонце и додека сета производство во Македонија сета потрошувачка може да го покрие производството само од сонце, не запрат сите други производители. И тоа е веројатно решение. Тоа е делумно решавање на проблемот. Зошто не прави така државата? Според билансите на МЕПСО се гледа дека изминатиот период хидроелекtraната многу малци или речиси нула произведуваат во овие Јас видов часови. дека работат сепак во исто време. Може би има денови, но има и денови каде што не работат. Имаше мај и април, имаше и денови со многу сонце, имаше денови каде што беше и многу студено. На 1-2 мај првпат се пушти централно грејење, бидејќи беше ладно. Значи А немаше цената беше сонце. во нула или минус? За тие конкретно денови ќе ви излашам, не ќе да Ми шпекулирам. падна во очи. Да. Добро. Јагленовите електрани не се толку флексибилни. Конкретно РЕК Битола, технологијата е таква. Тоа е парна турбина која што не може во денот да пали и да гаси. Таа може да згаси и да се запали после неколку дена. Така да, од тој аспект, мислам дека ЕСМ пробува да помогне на... И добро си ја балансира работата, добро го тера процесот. Од тој аспект, мислам дека да. Што друго Редовно може да почна да- направат МЕПСО, ЕСМ, електрани? ЕСМ почна да продава и односно извинете да купува електрична енергија во викендите. Предпоставам дека тоа е за да ги згаси јагленовите електрани. Предпоставам, не сум сигурен. И изминатиот период, изминатите неколку викенди, ЕСМ купи струја по минус 20 евра. Така да подобро да ја купи по минус 20 отколку да ја произведе по цена на јаглен. Добро, рековте дека едно од можните решенија, олеснување на проблемот е воведување на модел на загарантирани цени или долгорочни договори за откуп, за да се заштитат инвеститорите, она што го прави Германија, нели го кажавте како пример. Да. Друг модел е да се дефинира цивамот како што треба. Многу се зборува, барем многу е актуелно дека многумина гледаат спас во овој период во батериските системи. Да. Што мислите вие за тоа? Дали е тоа решение или нов проблем може да си отвориме не само како складиште за отпад на батерии, кога тие батерии ќе им помине рокот и ќе мора да се справуваме како држава со нив, туку и генерално како што беше бум инвестирање во фотоволтаици, сега инвестираат многу во батерии, па да не испадне и нов проблем. Наместо решение, Да, што поголем проблем. генерално тоа е трендот. Во Европа масовно се поставуваат батериски системи за складирање на електрична енергија. Кај нас е воведена регулативата, но тука доаѓа цебамот. Според мене, ова е моје мислење, да не кажам изолираноста на македонскиот, заедно со српскиот, косовскиот, сите надвородеу држави пазар. Потребно е мало количество на инсталирани батерии за да се смени кривата на цени на МЕМО. Со други зборови, да, тие што ќе стават на почеток батерии, ќе имаат одредена профитабилност. Но доколку продолжи тој тренд, поради малата ликвидност мал е пазарот во Македонија, нема потрошувачка. Ќе се израмни цената и батериите нема да имаат профитабилност.
Батеријата прави пари на купи продај, на полни празни. И оние кои се категорични дека тоа е спасот, се жалат дека процедурите за воведување, за инсталирање на батериски системи се толку бавни, иако сметаат дека се клучни за стабилизација на пазарот, па велат дека нешто технологија што оди со светлост на брзина напред, во Македонија треба да се чека со месеци, ако не и со години. Сега за да се инсталираат батериски системи треба поминат неколку месеци. Од јануари 2027 ќе бидат разгледувани барањата што се поднесувани сега. Така Не сум експерт за тој дел, искрено. Не ги знаете административните процедури какви се? Искрено не. Добро, дали дел од решението е да се воведат динамични тарифи и ефтина струја преку Но да ден? додам само, со тргањето на цебам, Добро. поставувањето батерии, да, дефинитивно. Тогаш Ако се ќе тргне цебам, решение Да. батериските системи? Да. Додаден приход за инвеститорите во соларни електрани. Оние кои сега чекаат дозвола за инсталирање на фотоволтаици, дали не би требало да бидат обврзани со задолжително да имаат и батерии? Бидејќи разбрано е, веќе нема кој не знае дека презаситен е пазарот, мрежата технички може би има уште можности и тоа не ми е јасно дали има или нема. Што мислите вие за мрежата? Има технички капацитет да прими нови фотоволтаици? Технички мислам дека да. Технички мрежата ни е горе дале стабилна. Добро, дали Бидејќи треба... тука доаѓа физиката на природата. Македонија има силни далеководи и со Србија, и со Бугарија, и со Грција, и со Косово. Така? Така да, од тој аспект технички сме безбедни. Комерцијално е друго. Дали новите институти треба да имаат задолжително батерии или не? Не сметат. По новиот закон за енергетика, мислам дека обврската беше 20 или 40%. Не ме фаќате за збор. Значи, ако сакате вие да инвестирате во 1 Така. мегават солар, треба да ставите 200-300 киловати батерија. Добро, рековте, значи можни решенија. Главниот фокус е ЦБАМ, подобра Да. регулација на ЦБАМ. Мислите дека тоа ќе олесни? Колку би траело овој проблематичен период за дел од вашите членки? Што Па мислите? не би сакал да лицитирам со рокови, но иницијативата е поднесена од владите на НЕИ државите. Европската асоциација на трговци апелира да се прецизира, така да јасна е намерата и јасен е интересот да се допрецизира цебамот. Добро, што конкретно денес како бизнис сектор, како Комора за енергетика при Сојузот на стопански комори во кои членуваат најголем број на мали и средни претпријатија во Македонија, конкретно би побарала од владата, од Министерството за енергетика, од креаторите на политики, од надлежните, во насока на олеснување на предизвиците со кои се соочуваат вашите членки. Да. Првото Кои е се направено. конкретни барања? Да, првото е направено. Што? Иницијатива до Брисел да се појасни цебамот во однос на третманот на зелената енергија, тоа е веќе направено. Тоа е поднесено денови, рековте? Пред 10 дена, ако не се лажам. Беше Добро. поднесено преку Црна Гора како заедничка иницијатива, преку Добро. владата на Црна Гора. Тоа е веќе направено и се чека одговорот од европските институции, од институциите на Европска унија. Второ, паралелно што треба да се почне да се прави, воведување на интрадеј аукции за прекугранични капацитети кон соседите кај што сега ги немаме. Значи, кажав неколку пати, ние имаме супер интерконекции со сите соседи, но интрадеј аукции има само на границата со Србија. За балансирање на системот, за балансирање на соларите, многу се битни алатките да може внатре во денот да се купува или продава вишокот на струја. Затоа треба да се имплементира софтверско решение на македонско-грчка и македонска-бугарска граница, по примерот на македонско-српска, и да се пружи таа алатка. Толку едноставно, само едно софтверско... Добро, со сет документи позај тоа, со интерконекцијски договори, но Така? да, тоа е стандардна пракса, тоа е интрадеј алатка за интрадеј Така. купување на прекугранични капацитети. Добро, тие се две барања. Трето е воведување на фьючерс берзата која што ја зборевме. Тоа што треба да се направи за да се воведе фьючерс берзата? Предпоставам аналогно како на воведувањето на интрадеј берзата. Така. Платформа, подзаконска регулатива. За колкав период зборуваме? Согласно македонски услови, би било бавно? Месеци во Па прашање? не знам, еве, Мемо Деахет беше воведен 2023, ако не се Добро. лажам, Мемо Интрадеј беше воведен 2026. Не би сакал да лицитирам, но таа е временската рамка горе доле. Тие се три барања или имате и други? Очекувања од владата. Конкретно од владата мислам дека тие се барањата. Четврто што ја би сакал да се актуализира е да имаме вишок на производен капацитет. За да се балансира системот, дајте да ја зголемиме потрошувачката. Тука пред се мисли на електрификација на системите. Воведување на електрични автобуси, воведување на електрична механизација, воведување на електрични камиони, електрични возила. Огромен потенцијал има во земјоделството. Не сакам да лицитирам бројки, но потенцијалот е огромен, бидејќи сега ги правиме пресметките. Воведување на
електрична механизација за земјоделство, инсталирање на системи за наводнување. Земјоделството и енергетиката се комплементарни во овој период. Тоа бара најмногу енергија во лето, кога ние имаме најмногу енергија. Така на тоа поле треба да се работи. Добро, и ова е адресирано до владата. Министерството за земјоделство е дел од владата. Значи, таму треба веројатно да оди ова барање дека земјоделството треба да се електрифицира. По тој наслов го ставаме ова? Горан, комората е формирана пред 4 месеци Добро. и што попрво. Така. Оваа тема не се уште ја разработуваме внатре во комората. Не, велите клучно можеби решение да биде кога имаме бесплатно сонце, да го искористиме најпаметно што можеме. А Да тоа е изравниме електрификација, равеката. значи да трошиме повеќе струја во периодите кога можеме бесплатно да ја произведеме. Да. Значи спомнавте потенцијал во земјоделството, електрификација на транспорт. Да. Се што може, меѓутоа сепак тоа барање повторно оди на адреса на владата. Владата треба да создаде услови за електрификација на, нели? Енергетиката е комплексна материја. Многу институции се исповрзани. Добро, што очекувате дека ќе биде најтежок предизвик до крајот на 2026 и во 2027 за вашите членки кои се дел од Комората на енергетика? Ценовниот аспект е дефинитивно. Ќе преживеат ли? Тај може да преживеат. Ќе има ли голем број банкроти? Како мислите? Не знам. Дали ова генерално овој период го опишавте со ЦИБАМ, како рековте, два супер предизвици се спојуваат во еден момент, значи преплавеност на пазарот со фотоволтаици, помала потрошувачки плюс нови европски правила. Генерално дали тоа станува збор како последица се случува очекувана пазарна корекција, нешто што веројатно после фаза на бум може би требало да биде очекувано да се случи, или ова е само почеток на уште подлабока криза која ќе трае со години или со децении, бидејќи како што велите и Европа е на ист начин заглавена со премногу фотоволтаици. До кога ќе трае не знам, но сигурно дека треба како држава да имаме стратегија за балансиран микс на производни постројки. Паралелно со потрошувачката и сите овие мерки што ги зборевме, берза на фьючерс и кросбордер и така натаму, треба да се гради балансиран микс на производни капацитети. Сонцето го има во лето. Во ноќните сати нема сонце. Не треба гасна електрана, не треба базна енергија. Од тој аспект треба да се работи на тоа. Се крши ли зелената агенда и во Европа? Тоа беше прашањето. Не сум сигурен. Мислам дека останува. Во Македонија е забавена само собствената нашата собствена зелена агенда. Транзиција е забавена на овој начин или ќе си продолжи по трасираниот пат? Бидејќи имаме обврска, преземена обврска кон Брисел да направиме зелена транзиција, нели? Ја правиме не транзицијата. Имаме инсталирани капацитети. Дали некој ќе инвестира од сега натаму е одлука на самиот инвеститор. Добро, Далибор Стоевски, Сојуз на стопански комори, председател на Комората за енергетика, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание да се кажеме. Фала ви. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Ви благодарам за вниманието со кој не следите.